Здраво и добро ни дојдовте. Ова е почетокот, односно првата емисија од шестата сезона на емисијата Пријатели. Изминатите 5 сезони се трудевме да ви помогнеме околу одгледувањето на вашите миленици, да ви дадеме корисни совети околу тоа како треба да ги одгледуваат и секако да се грижите за нив. Се надеваме дека тоа ќе продолжи и оваа сезона, кога повторно ќе се обидеме и да ве забавуваме и едуцираме истовремено. Гледајте не, во продолжение следува навистина интересен гости. Денешен гостин во емисијата Пријатели е наш добро познат шоумен кој што ја водеше емисијата Да е побрзе. Тоа е Марко. Здраво, Марко. Здраво. Марко, како прво би сакал да ти се заблагодарам за гостувањето во емисијата Пријатели. И ајде прво започнеме со твоето куче. Кажи нешто повеќе за него. Моето куче или кучка се вика Алба, француски булдог е. Има 4,5 години. Така, окей, примерна е како женка, знае да биде и кучка, како вистинска жена. Ама во принцип е, како да кажам, питомо куче кој што многу сака деца, сака да се дружи, сака да игра и сака да се бутне под јорган да спие со мене. Дали долго трагаше додека стигнеш до ова прекрасно кученце? Кажи ни како започна цела оваа приказна? Случајно претходно имав боксер кој што го чував 12 години, фактички од прилика некаде кога имаш 11 години, случајно ми се јави другар. Тогаш неговата кучка Бона, ако не се лажам, Бона се викаше мајка ѝ, се окучи, роди 12 кучиња, останаа 9 живи, од кои 8 беа мажјаци и една женка. Мажјаците ги зема, сите ги купи, му остана само женката и ја праша сестра ми дали сака куче на поклон. Сестра ми се сложи, отиде, го донесе дома и тука започна нашата приказна. Значи немаше долго трагање по оваа раса? Немаше, буквално. И човека не ни планирав искрено. Ја се сум раклија, боксерот ми е влезан во срцето. Тоа, не знам, прво куче, цел живот сум заљубен и мислев да земам уште еден боксер. И ете ми изненади и супер ми е сега. Правилниот избор го направив. Дали откако го зеде ова милениче започна да се интересираш за оваа раса? Да, се едуцирам секогаш, мислам, така и за ова куче, за да дознаеш нели кои се маните, како полесно да се справиш, затоа што сепак се многу нежни кучиња, имаат проблеми со дишењето и срцеви проблеми, белодробни, како се кажа, абдоменални, гастро, може така. Знам дека со тоа имаат проблеми и решив да видам како да ги минимизирам сите тие проблеми за да имаат долг и убав живот. Тврдоглаво и нечија е или се справуваш неговото? Е, ама не е потврдоглаво од мене, брат. Не, јас сум потврдоглав и појак. Не ти лажам, него тепам кучето. Иако ја имам шлапнато, еднаш два пати кога ми се извали мрша и кога изеде лања. Да. Мора малку строго, значи. Мора. Марко, колку време имаш да му посветиш на твојот миленик? Види кога што го гледам на твојот Facebook профил, нонстоп си во движење, посебно по планини. Шетам доста, но секогаш времето ми е така испланирано за да имам доволно време за кучето. Доколку да деки девојка ми е кучкар, се чува златен ретривер, често кога одиме во Маврово ги носиме кучињата, затоа што она таму има викендица, дворче нели, се седат се дружат, уживаат во друштвото еден со друг. А кога одам вака по планини не го зимам затоа што ме страф од оние овчарски кучиња поголемите да не направат нешто, иако никој до сега не се пожалил дека има таков проблем. Значи, ако одам на планина на 2-3 дена, тогаш имам кај да оставам кучката за да се погрижам за нејзе, ама а кога сум во Скопје, кажам, времето го планирам така за да можам секогаш да прошетам, да нахранам, да избањам и да си поспијам малце со нејзе. Тоа ми е многу битно. А околу дружењето со други кучиња социјализирано или сака повеќе да се дружи со луѓе? Да, ама знае, има испади на љубомора, значи знае да заржи, нема гризнато тама работа до сега се нема здавено што вика сум едно куче, ама така, знае понекогаш да покаже кучка да брат. Што дигам кучка. Како луѓето така и да, така и она. А со луѓе не знам, не можам ни да објаснам колку е добро чудна. Многу ги сака луѓето, дури мислам дека мисли дека е човек. Да, алба дојди ваму. Дојди тука, дојди. Тој ка прашање ја вака да имам. Другарка ми најбоља. Прекрасна. Ти секогаш си полн со енергија, според она што го приметувам на твоите емисии на телевизија и според твоите луди фотографии на Facebook. Дали кучето влијае на твоето расположение? Да, многу влијае. Значи, најголем благодет во животот ми е кучево, баш за тие работи. Значи, вака, ми помогна да не сум толку мрзлив,
затоа што од кога чувам куче, сакал некел пешачам од 5 до 10 километри секој ден. Кога сум депресивен, секогаш е тука да ме расположи, излегувам на пола сат со незе, ќе си поиграме и заборавам на сите проблеми. Со секојдневното ангажирање околу истоимената и мојот апетит порасна, па повеќе јадам. Не се приметува. Не се приметува. Мислам дека пројде ќе ги излажам, ама ништо. Па тие се бенефитите, два шетањето и дружењето. Мислам дека се поише, ама ништо. Кога заминуваш на пат, каква е реакцијата на кучето кога ќе се вратиш дома? Ептан се радува, ама и љута ми е. Значи првата реакција е радосна, ќе се израдува и после тоа се трга на страна и можам слободно да кажам дека 24 сата муабет не ми пе. Муабет. Да. Зашто тешко ми да пробам да зборам кучески, ако сега ќе ви покажам, ама не ми да баш. Ама како што можете да видите, не ме разбира. Марко, дали можеш да ни кажеш некоја интересна, несекојдневна случка која што се случила со твојот миленик? Со мојот миленик, што ми се случила, спасувавме едно куче од Вардар заедно. Искрено ми помогна да го спасам кучето на дечко еден, тука му падна тогаш младо боксарче во Вардар и беше доста надојден. Пробавме да го фатиме, значи со рака ваму таму и не можевме, будалава моја рипна, дојде до него и фактички кучево го смири, успеа да дојдат поблиску до кеот, до брегот и тука да ги фатиме. Мислам, мојата се излезе, неговото го фативме и тоа е една така невообичаена затоа што никогаш неам дресирано така да реагира. Тој беше прво со очување со вода, ја мислев дека се плаши, а едно нешто што знам за француските булдози е дека не пливаат. И мислам дека го докажав спротивното, а? Што ќе кажете на тоа? А нешто друго што си се налутил во моментот, а после тоа се налутил, умрша кога ми се валја. Умрша, не можам никако да одвикнам луѓе од тоа. Често се случува тоа? Да, се случува. Како не се случува, секогаш кога ќе забегам јас со паметот негде кога не ја пратам, тоа се случува. И ми иде вратот да го скршам, ама место тоа каде јас најме ја бањам. А дали од почеток имаше проблеми додека да го навикнеш на неговите физиолошки потреби? Искрено со нејзе имав малце поголем проблем отколку со боксерот претходното куче, што го има Фалекс. Побрзо се научи, нејзе требаше некои 2 месеца додека да свати уствари што ја учам, што пробам да ја покажам да прави. А боксерот едноставно сам по себе научи тогаш. Ама окей се, знаев, спремен бев кога зимав мало куче дека ќе го имам тој проблем и дека ќе треба да чистам гомна наоколу, лања или фекали, ако сакате, еве. Другите две може се оттид да идат. И мочки. Машала, како што го гледам, му обрнуваш доволно внимание околу неговата исхрана. Се јаде или пребирлива? Не бе, се јаде. Свиња, брат. Како што можевте вие да видите, како свиња има изглед, така да и се храни како свиња. Се јаде, како што реков преска, дури лања. Така да. И се вали у нив, ко права свиња, бе. Ја заборев, веш, Од кога ти започна, Марко, тебе љубовта спрема милениците? Дали сеќаваш на твојот прв миленик? На моето прво милениче тоа беше кучката Вики, која што ја чував една недела од прилика, потоа моите ја дадоа. Ја пуштиали, ја дадоа, не се сеќавам точно, па потоа тоа беше некаде од така мислам прво оделение дека бев. И да не се лажеме, не бев спремен. Мислев, ги сагав кучињата и мислев дека нели чување куче да го имаш дома, да се дружиш со него, да се играте и тоа е тоа. Не ги сваќав од врските и мислам дека паметен потек беше на моите што нели го дадоа кучето. Затоа што мислам дека и мене можеше да ми се створи верзија. Ќе ги сагав и понатаму, можда немаше никогаш да чувам нели како една фобија, траума. Иако не сум подлежен на траума. А тоа не те навикна да ги чуваш повеќе? Па нема шанса да се навикнам. После тоа, после некои 3-4 години, на мајка ми работеше тогаш во една америчка компанија, па газдарицата нејзина отиде, се врати во Америка и ни гости незиното куче, ирски сетар, аз се викаше, многу добро се сеќавам, да го чуваме и тука сватив што имаш куче, го чувавме некои 2-3 месеци, потоа се врати јаво нели. Повторно тука им го вративме многу. Тога сватив дека не можам без куче да живеам. Судепав и од плачење и све им барав на моите, неќи да ми дадат куче. Се уште сметаа дека не сум доволно спремен и јас се зареков дека на 18 години од првите пари што ќе ги заработам, ќе си купам куче. И така и го направив. Си стоев на зборот. Значи си чувал повеќе раси на кучиња? Да, значи добро, тоа беше џукелка Вики, улиша куче, се извинувам. Ирскиот сетар, боксерот и сега француски булдог. Најмногу ти остана впечаток во боксерот, како што ми кажа. Па заљубен сум во боксерите. Искрено да имам боксерите, многу ги сакам затоа што и на времето мајка ми, поточно вујко ми, го купил еден од првите боксери во Македонија, Ален. И од
на слики го имав гледано, затоа што не сум бил роден додека го чувале они и за мене поим, не знам, слика за куче беше боксар. Кога ќе видам за разлика од други, нели, вучи ако чуеме и наомнатом. И мислам дека од таму и таму ја пасија за кучиња со сплескани муцки. Сакам едноставно такви кучиња. Нешто друго си чувал освен кучиња? Да, чував две мачки, едната Мицко, мачарот, и Лиза, мачката. Ги чував, за жал, не ги дочував и двете како што треба, Мицко мажјак ко мажјак. Еден ден едноставно го снема, мислевме дека ќе го снимаш и ќе се врати, ќе се врати, ќе се испразни човекот, ќе си даде. Најдеш го снема. Дали му се случи нешто или не, никогаш не дознав, а за жал Лиза мачката исто така во период кој дојде за парење ми кидна затоа што дома ја чував намерно. Ама не ја стерилизирав, тоа беше моја грешка. Побегна кој беше време за парење и за жал ја удри кола. И ја најдов и како не би ја видела сестра ми, нели, морав да закопам. Така да јас се имам трауми од тоа. За другите да немаат. А на кого би ме препорачал оваа раса да се има како домашен миленик? На кого? Не на оние што се неенергични. Доколку не сте темпераментни, ако не се темпераментни, ако не сакаат да шетаат, не бим рекол да земат француски булдог, затоа што францускиот булдог, за разлика од англискиот, се многу темпераментни кучиња, енергични се, иако имаат проблеми и со дишење, со се, сепак не се даваат. И ја дневно 3-4 пати ја шетам по пола сат, од кои 3 шетања ми се со фрлање топче по едно 15-20 минути, што сега до повраќање. Буквално тоа ми е мерилото. Кога ќе направи, готово, викам, тука доста дома си. Сигурно пратиш по социјалните мрежи околу малтретирањето на бездомните животни. Кој е твојот став за тоа? Би ги убил, брат. Би ги убил тие што малтретираат миленици. Сум кажал, подобро да не видам такво нешто. Ова е отворена закана до сите вие што малтретирате кучиња. Ако ја видам, ве убив. Наискрено ви кажам. Значи, подобро да не ја видам, затоа што за некој мамлас као вас, да не кажам со други зборови, ќе треба да лежам в затвор после. Јас сум искрен. Пред да го завршиме овој прилог, би сакала да те запрашам околу твоите професионални обврски. Што прави Марко во моментов? Со моите професионални обврски? Па беве професионално со билдерство се занимавам сега. Сакам билдер да станам. Ништо на радио сум, брат. На хемија. А може на хемија. Само на хемија. Без вежбање ако може. Не, се шалам, вака. Во Хепи радио имам утринска, тоа е на Владо Јаневски радиото, добро познато, мислам, така го знаат сите, кој што за жал сега е на локално ниво, но како се викаше овој компјутерско, можат на компјутер да го слушаат преку интернет. Другото е национално ниво. А другото, да. И втората емисија ми е на Метрополис, оваа на Хепи се вика Кажи нешто, драги, и се емитува секој ден од 7 до 10, секој работен ден. Утринска емисија. Да, утринска. А на Метрополис ми е Сказалки емисијата, која што оди од 12 до 13 или до 1 сат. И двете се забавни, интересни. После тоа си бркам некои други работи кои што не би сакал нели сега да ги кажам. Спремам една телевизиска емисија. Но малце тешко иде, ама и за тоа бев спремен. Само не до Волку. Дека Волку многу енергија ќе ми земи време. Ќе биде во рангот на Дај побрзе? Не, нема да биде затоа што веќе се нема пари за такви емисии, ниту расположение кај спонзори за такви емисии. Расположение за шетање има, јас да кажам не, за мене. За шетање има, брат, само нема за спонзорите кои ќе ги спуснат сумите кои што треба да ги вложат за таква емисија, им се крева коса на глава, иако не се тоа некои големи пари. Реално ако правиме муабет за таков проект, ама тоа што е. Ако некогаш има да ми информираш мене, јас сакам да шетам. Нема проблем. Исто така сега сакам да полагам за туристички водиш на сите, да ви кажам, сакам да шетам луѓе низ нашава прекрасна земја и па тоа ми е уствари. Се залетов, мисля дека имам уште нешто да се пофалам, ама неам. Марко, ти благодарам за твоето гостување во емисијата Пријатели, за она што ја насмеја. Дали можеш да ни кажеш еден апел за крај до нашите гледачи? Живете си го животот како што вие сакате. Толку имам да кажам, и сакате ги животните затоа што нивната љубов е многу поголема од нив према вас. Нешто така може? Може. Ти благодарам уште еднаш. Апел. Толку од апелот. Ме фати неспремен за ова со апелот. Пресни да снимаш. Пресни да снимаш. Okay, everybody, so Harley and Loa are both currently in trouble, although I believe that only one of them did the dirty little deed. So, Harley and Loa, I need one of you to tell me
what the other one did. I need you to rat the other one out. Now, Loa, I know you love your brother, and it would hurt you to turn him in. And Harley, I know you love your sister, and you don't want to get her in trouble. However, whatever one of you turns the other one in, I will be easy on. If you turn your brother or sister in, you will not be punished, okay? So, I know it's going to be hard. I know it's going to be heartbreaking. I know it's going to be one of the most difficult decisions you've ever made in your life to turn your brother or your sister in. I will give you plenty of time to think about it. I'll ask the question. I'll walk away. I'll give you some time to agonize over it, to search your soul, to figure out what the right answer is going to be within your heart. I will give you the opportunity to do the right thing. I know it's going to take some time, but think about it. Think about doing the right thing, guys. So now I ask you, who took the cookie off the counter? Harley, maybe you didn't hear me. Maybe you didn't understand how difficult this question is and how difficult it is to turn in your sister. So I'm going to ask you again, Harley, because I know that this is one of the most difficult things you've ever done. I ask you again, guys, who stole the cookie off the counter? Loa, do you have anything to say? Speak up for yourself. Loa, was it Harley? Harley, third time is a charm. If it wasn't your sister, we're just going to forget everything that you just said. This is agonizing, Harley. This is difficult. So I'm going to ask you one last time. Who stole the cookie off the counter? Sell out. Take a bow. Нашиот маркет се затвара за 10 минути. Ви благодариме за довербата. Господинот Митревски да се јави на каса број 3. Повторно влегле кучиње поради овие фрутис. Доаѓам. За фрутис, кучињата би направиле се. Во денешната емисија, пријатели, разговараме со доктор Владе, ветеринар кој што ќе ни каже нешто повеќе за исхраната кај домашните миленици. Здраво, доктор Владе, кажи ни кога е најдобро еден домашен миленик да се одвои од мајката? Малите кучиња и мачиња од мајката треба да се одвојат на возраст на 40 до 60 дена. И не пред тоа, која е најчеста грешка на одгледувачниците кои ги даваат на помала возраст, бидејќи дотогаш кучето нема доволно стекнат имунитет, ниту пак има способност да се снајде само во средина без мајка. Бидејќи преместувањето во нова средина, каде што е надвор од своето легло и без мајка, представува една стресна состојба на самиот миленик, која доведува до намалување на имунитетот, имаме директни и индиректни штети после тоа. Затоа најдобро нашите миленици да се одвојат од одгледувачница на 40 до 60 дена, со што веќе дигестивниот систем има потреба повеќе хранливи материи од оно што ги прима мајката, со што веќе тој самиот има потреба да се исхранува со друга храна, која после тоа полесно ќе ја преброди, односно ќе се навикни да јаде готова храна, односно друга храна, освен млечното млеко. Доктор Владе, која е идеалната храна за мало куче или маче? Имаме два вида на храна. Едното е домашната, односно готвена храна, другото е конзервативната, односно готова храна која се произведува за домашните миленици. Нито едното, нито другото не е грешка, но вториот начин ние го преферираме повеќе, бидејќи тука веќе состојките кои се наоѓаат во оваа храна веќе се избалансирани
во зависност од храната која се нуди, за мали или големи животни ги има сите оние потребни материи како протеини, масти, јаглихидрати, витамини, минерали, аминокиселини кои се потребни за еден организам правилно да се развива без да имаме грешки во тоа. За разлика од домашната храна која е потребно повеќе време за подготовка, начинот на чување и време траењето на самата храна, а исто така и со одредени материи кои ние не можеме да ги избалансираме, а ги има потреба од организмот. Како собственици, кога најчесто грешиме при изборот и хранењето на нашиот домашен миленик? После одбивањето на куќето од мајката, треба да куќето да се храни 5 до 6 пати на ден во помали пропорции, бидејќи дигестивниот систем не е развиен да може да собере количество на храна големо, кое ќе биде задоволително за да се исхрани организмот во текот на денот со 2 до 3 пати на ден. До 9-10 месечна возраст куќето треба да се навикнува да се храни 2 до 3 пати. Веќе на возрастно куќе над година дена треба да имаме оброци кои се даваат само 2 пати на ден во точно определено време. Храната која треба да се дава треба да биде или готова храна специјална за мали кучиња, или готвена храна, но тука многу често собствениците грешат при изборот на храна. После одбивањето на малото куче од мајката не треба да му се дава млеко, бидејќи веќе организмот се навикнува на другата храна и потоа представува проблем односно појава на чести профузни проливи кај домашните миленици, затоа препорачуваме да не се дава млеко кај одбиените кучиња. Исто така, втора грешка која се јавува при исхраната кај нашите миленици е давањето на коски кај кучињата. Кучињата се месојади, во превод значи дека сакаат месо, а не коски. Кучињата имаат во нивната ќут да јадат многу брзо. Во превод, значи, не џвакаат како нас, туку џвакаат неколку пати голтаат. Кога му даваме коски, особено пилешкини, сиркини, ребра и потанки коски, ги кршат неколку пати, со што при кршењето на коската останува остри ивици, кои кога ќе влезат во дигестивниот систем знаат да направат големи штети, кои многу често дури завршуваат со хируршки зафати, отстранување на делови од црева, задна, желудник и вадење на коски од цревата. Доколку не се извршат овие зафати, нашиот миленик завршува фатално, односно умира. Поради тоа се препорачува на нашите домашни миленици да се избегава давање на коски. Друга битна одлика е тоа што на нашите миленици не смееме да му даваме благо. Како што напоменав, тие се месојади, благото не само што не им годи, туку е токсично за нив, особено кај чоколадата, нивната активна состојба, односно теоброминот, представува субстанција која што се јавува кај домашните миленици, односно предизвикува токсични ефекти, кои можат да завршат дури фатално. Прва последица која се јавува после давањето на благо е јавување на нервни симптоми кои се јавуваат моментално кај домашниот миленик, кои завршуваат со слепило. Второто е во подоцнежните години појава на дијабет кај нашите домашни миленици и трето и најлошо е тоа што може да заврши фатално. Една чоколада може да представува токсично ниво, односно моментална смрт кај нашиот миленик. Исто така не треба да се давува она храна која содржи човечка храна која содржи органски засладувачи. Ќе го напоменам ксилотилот, кој го има во многу засладувачи, кои ги користиме ние како исхрана, но представуваат токсични за нашиот организам, поради тоа не треба да се даваат. Исто така да напоменам, освен исхраната, грешка е кога нашите домашни миленици се капат со шампони за луѓе. Шампонот за луѓе представува токсична субстанција за животното, појава на многу кожни заболувања и поради тоа не треба да се капат со овие средства и не многу често. Најчесто кучињата треба да се капат 2 пати годишно. Доколку има потреба од повеќе пати, тоа да биде максимално поретко и кога ги капаме да биде исклучиво со шампони за кучиња. Како прва помош кај нашиот миленик, кој лек од нашата домашна аптека можеме да го дадеме? И тука многу често се греши, бидејќи пред да дадеме било каков лек кој не е за ветеринарна употреба, треба да бидеме во контакт, односно да добиеме совет од нашиот ветеринар, кој лек и во каква доза да го дадеме. Прва најчеста грешка е давањето на антибиотици
за луѓе, бидејќи антибиотикот кој го даваме кај животните неколку пати во поголема концентрација од антибиотик кој го пијат луѓето, и заради тоа е правата грешка, бидејќи доколку даваме ниски дози на антибиотик, доколку имаме некоја бактериска инфекција, само правиме таа бактерија да стане резистентна, односно отпорна на тој антибиотик и после дадената наша терапија да не можеме да го излечиме, односно да уништиме таа инфекција. Второ исто така, еве ќе напоменам, аналгинот. Аналгинот е токсичен за мачки и многу често при давање јавуваат некои нервни симптоми кои за тоа нема антидот. Заради тоа, давањето на аналгин кај мачките е многу погрешно, бидејќи тие не смеат да го примаат овој лек. Исто така, ќе напоменам при состојби на труење или било какви токсични состојби на дигестивниот систем, може да се дава медицински јаглен. Тоа е како за луѓето, така и за животните, представува лек кој не можеме да го предозираме без разлика на количината која даваме. Значи медицинскиот јаглен е избор број 1 кога можете како ургентна ситуација да го дадете дома. Давањето на аналгетици и антипиретици да, но само во совет со ветеринарот, во колкава доза и на колку временско растојание да го дадете и кога. Од страна на други лекови не се препорачува, особено не антибиотици, бидејќи тука се најголемите грешки кои ги прават кога пред да дојдат кај нас. И доктор Владе, за самиот крај, еден совет за сите оние нови собственици, како правилно да се грижат за својот миленик и правилно да изберат соодветната храна. Кога ќе се пред да се одлучиме да земеме домашен миленик, односно сакаме да земеме куче или маче, треба да си одбереме она раса, односно миленик или големина која ќе ни одговара на нас. Значи, некои луѓе сакаат големи животни, некои луѓе сакаат мали животни. Тука треба да се направи добар избор, затоа после да може да се вклопи кај нас. Второ, кога ќе се одлучиме да земеме домашен миленик, добро е да се консултираат со ветеринар, кои се условите на живот, како треба да го храниме, кај треба да го чуваме и со кои средства да го заштитиме. При земањето на нашето куче, треба одма после земање од одгледувачниците да го однесат на ветеринар, да се изврши еден општ клинички преглед и да се дават совети за тамошниот тек и превенција од одредени болести, редовните вакцинации и така натаму. Му дошло покана на Лавот за да оди во војска. Јас, Лав, крал на животните, да одам во војска, нема шанси. Ама зошто да не одиш, сите животни одат, ќе одиш и ти? И жена, како жена, ако не те натера да одиш во војска, нема ник. Таман што заминав, старешина да не построи сите, иако кратка коса ме натера се стрижам. Што е ова толкава коса? Ајде те молам, оди подстрижи се. Јас, Лавот, крал на животните се стрижам, нема шанси. Ама зошто да не се стрижиш? Гледаш сите животни се подстрижани, види глушецот колку баво е подстрижен. Глушето, па тоа беше еш. Тука е крајот на денешното издание. Крај, чекај, зошто крај? Да те прашам уште нешто јас тебе за крај. Ајде прашај ме. Дали знаеш зошто зајаците ги мрдаат ушите? Не знам зошто. Менуваат брзини. Тука е крајот на денешното издание на емисијата, пријатели. Со уште поинтересни гости и интересни содржини се гледаме веќе од наредната емисија. Чао, чао.